Вести на Канал 8. Добар ден. Оризопроизводителите повторно излегоа на протест. Го блокираа патот Кочани-Штип поради незадоволството што се уште немаат одговор од ресорното министерство дали ќе изврши откуп за државните стокови резерви, а бараат и средување на хаосот со пласманот на белиот ориз. Земјоделците производители на ориз од регионот му даваат подршка на граѓанското движење Протестирам. Во средата доцна попладне повторно излегоа на протест во Облешево и ја блокираа едната сообраќајна лента на магистралниот пат Кочани-Штип. Со испишана порака, никогаш повеќе ваква власт, рекоа дека сакаат уште еднаш јавно да го искажат незадоволството од однесувањето на одговорните во Министерството за земјоделство, од каде не добиле одговор дали ќе се изврши интервентен откуп за државните стокови резерви. Земјоделците се уште го чуваат оризот од минатогодишната реколта, а веќе прават нови задолжувања поради трошоците за сеидбата за оваа сезона. Еден апел најпрво до министерот Цветков, до подршната единица во Кочани, Министерство за земјоделие, градоначалникот на општина Кочани да преземат подхитно да преземат активности околу откупо на кочанскиот ориз и да ја видат состојбата по која цена го откупува Ливидија Агро, турската компанија, кочанскиот ориз. Овие земјоделци зберени тука ги интересира поточно зошто не си ги откупува своите дадени семенски материјали, така речени турски семења, ни го увезува сега од Италија и од Бугарија со назнака на пакувањето кочански ориз на странските наши пазари во Косово, во Босна, во Србија. Земјоделците кои протестираа рекоа дека не се сеќаваат од состојбата со оризопроизводството во Кочанскиот регион некогаш била на толку ниско ниво, а тие никогаш не се чувствувале толку понижени и оштетени. Кочански ориз пропадна на нула, жално ово е. Па ако не треба тука да штрекуваме луѓето, на владата да дофме, ние ќе се организираме сега штрајк пред турската фирма, пред турската компанија и да си оде за Турција. Не ни треба тука. Не ни треба таков преработувач, не ни треба на нас. Он не е преработувач, он е погребник на кочанскиот ориз. Со овие цени, и со оризот, и со пченката, и со значи со земјоделието треба да му се стави крст и да се забрани у Македонија никој да не се бави со земјоделие. Не иде овака. Или треба да седне на маса да се разгледат можностите да појде земјоделието напред, или никој да не занимава со земјоделие. Младите ни бегат од Македонија и побегаат. Никој не сака да се занимава со земјоделие. Докара го народот да просе залепи, сега играт со него како сакат, ама те ќе ги враќат у село граѓаните, ќе видим, добро ќе биде. Видиш од една крава колку пари ќе му останат на грујот, 172.000, добро е. А овдеја пазарите ги затворија да не може човек и 2 прасиња кои има да ги продае. Не бива, ништо не бива од оваа држава, него. Блокадата на патот што ја организираа земјоделците траеше околу 1 час и се помина во мирна атмосфера. Рекоа дека дел од нив и покрај лошата состојба во која се наоѓаат се исплашени од реваншизми, па не им се придружиле на протестот. Сепак не се откажуваат од своите барања и ќе продолжат јавно да го манифестираат незадоволството на сличен начин. По оштетувањата на дел од земјоделското земјиште во атарот на Прибачево состојба да се стабилизира. Нивото на брегалница има тенденција на намалување, а се чека на санација на оштетениот насип на речниот брег. Во изминатото денонокие дојде до стабилизирање на нивото на водата во брегалница, со што привремено е намалена заканата од оштетување на насипот кај селото Прибачево и од ново однесување на земјоделското земјиште. По увидот што го направиле надлежните од Дирекцијата за заштита и спасување и од Центарот за управување со кризи, заклучено е дека во моментот состојбата не е алармантна, но потребно е да се направи санација на оштетувањата на речниот брег. Обврската за тоа му се префрла на водостопанското предпријатие, односно на неговата подружница Брегалница во Кочани. Од таму ќе мораат да се ангажираат кај државните институции и органи за да обезбедат дополнителни количини нафта за механизацијата што ќе се ангажира околу повторното насипување земја и песок кај сепарацијата во близина на Прибачево. Од локалната самоуправа на општина Кочани рекоа дека нивна оценка е оти нема потреба од ангажирање на кризниот штаб
затоа што состојбата е стабилизирана и немало опасност од поплавување на селото и стопанските објекти во близина. Од водостопанската подружница Брегалница потврдија дека мерењата од изутрината покажале опаѓање на дотокот во акумулацијата Калиманци, која се уште се прелева преку ободниот зид. Тоа значи дека водостојот во коритото на Брегалница нема зголемување во однос на претходните 2 дена, а доколку во наредниот период не паднат нови врнежи од дожд, реката ќе се повлече во своето корито. Сепак признаваат дека им останува обврската за санирање на насипот и спречување на евентуални поплави и уштетување на земјоделското земјиште и на куќите во Прибачево. Затоа очекуваат позитивен одговор од државните институции на барањето за дополнителни количини нафта, за да можат градежните машини што побрзо да започнат со работа и расчистување на настанатата штета. Семејството Стојанови од Чешиново се сомневаат дека азиски стршлен слетел во нивниот дом. Пред неколку дена го фатиле инсектот кој се нашол во алиштата, но за среќа не каснал никого. Смртоносниот азиски стршлен пред извесен период се беше појавил во Неготино и во Кавадарци, кога тогашните испитувања потврдиле дека се работи за тој опасен инсект. Пред неколку дена семејството Стојанови од Чешиново фатиле стршлен кој се наоѓал во алиштата што се сушиле на терасата од нивниот дом. Сопругот на Мануела Стојанова ја облекол блузата во која се наоѓал стршленот и веднаш почувствувал дека има инсект во неа, па кога виделе се исплашиле оти чудно се однесувал инсектот. Го фатиле и го ставиле во шишенце. Кога пребарале на интернет и по прегледот на сликите и споредувањето, веднаш се појавил сомнеж дека станува збор за смртоносниот азиски стршлен, кој што пред известно време се беше појавил во Неготино и Кавадарци. За среќа човекот не бил каснат. Додека сопруг ми обликуваше блузата, буквално почувствува дека е во блузата, ја протресе блузата и од блузата излезе стршлен. Мислам, беше стварно голем, страшен на изглед. Пребарав по интернет некои податоци и се сомневам дека се работи за азиски стршлен, кој што доколку се работи за тој е смртоносен за луѓето, па затоа апелирам до луѓето, мислам да внимаваат доколку се случи нешто такво, мислам да побараат веднаш стручна помош, бидејќи тој стршлен со сигурност се уште не знаеме, може би еден од тие смртоносните, така наречени азиски стршлени, што пред неколку месеца се појавија и во Неготино. Имам слушнато исто така од неколку лица дека имат забележено исти такви стршлени во нивните домови. Доправа треба да се испитува за каков инсект се работи, а можноста дека се работи за азиски стршлен не е исклучена. Оти истиот е забележан во Неготино и Кавадарци, каде што тогашните испитувања покажале дека се работи за смртоносниот стршел. Овој инсект потекнува од Азија, има портокалова глава и може да порасне до 8 сантиметри. Лета со брзина од 60 км на час. Азискиот стршлен ги напаја пчелите, убива и до 40 во 1 минута. Тој е опасен и за човекот, има голем црн зап за боцкање, со кој е во состојба да предизвикува застрашувачки убоди кои личат на рани од куршум. Од неколку убоди може да престане работата на бубрезите, да го отежни дишењето и да предизвика смрт кај човекот. Поради големите климатски промени забележан е во повеќе балкански земји. Надлежните апелираат до граѓаните, доколку го забележат инсектот, да бидат особено внимателни, да не го провоцираат и да не се обидуваат да го фатат без заштита. Во случај да бидат каснати, веднаш да побараат лекарска помош за да примат антиалергиска терапија. Партнерскиот проект на Сдруженијето на граѓани и Движење за одржлив развој од Кучани и на општина Зрновци за заштита на платановите дрвја во Мородвис завршува успешно. Министерството за животна средина донесе решение со кое стеблата ги прогласува за природна реткост. Успешно се спроведува проектот за заштита и промоција на групата платанови стебла во селото Мородвис, што го реализира Сдруженијето на граѓани Движење за одржлив развој од Кочани со поддршка од општина Зрновци. Неодамна, Министерството за животна средина и просторно планирање донесе решение со кое овие стебла ги прогласува за природна реткост. Со тоа,
тие се првите стебла репрогласени за природна реткост во Македонија, согласно Законот за заштита на природата. Со добивањето на решението ќе продолжат активностите од вториот дел на проектот, при што временски тие ќе се пролонгираат за 4 месеци и ќе се реализираат во периодот од мај до август годинава. Со нив е предвидено да се извршат итни конзерваторски мерки за заштита на стеблата, да се изработат едукативни материјали за промоција на нивното значење, да се изработат едукативни табли и патокази, како и да се одржи едукативно предавање за значењето на платановите стебла. Сите активности се во координација помеѓу Сдруженијето на граѓани Движење за одржлив развој од Кочани, Општина Зрновци и Програмата за заштита на природата. Проектот ќе придонесе за заштита на уште една природна реткост во државата, како и промовирање на природните убавини за пошироката јавност. Програмата за зачувување на природата во Македонија е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, координиран од Helvetas Swiss Intercorporation и Фармахем, со цел да и помогне на државата во зачувувањето на големата биолошка разновидност и на природните екосистеми, преку промоција на нивното одржливо користење и управување. Во Центарот за култура Бели Мугри Кочани изложени дела од меѓународната детска ликовна колонија Лазар Софијанов од Кратово. Учествуваа ученици и од Кочани. Изложба на слики од меѓународната детска ликовна колонија Лазар Софијанов од Кратово беше отворена во Центарот за култура Бели Мугри. Минатата година, кога се одржа колонијата, учествуваа и 2 ученички од Кочани. Изложени се 20 слики на тема Староградска архитектура на градот Кратово. Од 15 до 20 јуни се одржа меѓународната детска ликовна колонија, на која учествува 20 учесници, во кои учесници имаше и 20 ученици од градот Кочани. На 22-та меѓународна детска ликовна колонија изложуваат и учествуваат редовно ученици од училиштето за цртање и сликање. Чест ни е што таа соработка ја продолживме како од моје лично име и од името на институцијата, бидејќи ваквиот карактер на ликовни колонии, кои што се детски, воедно и меѓународни, навистина заслужуваат големо внимание. Ова беше едно одлично искуство за мене. Запознав многу другарчиња. Темата беше инспирација од Кратово, особено од архитектурата. Ми беше огромна чест да учествувам на оваа ликовна колонија. Запознав многу пријатели кои што се уште стапуваме во контакт. Научивме многу нови работи од постарите. Изложбата ќе биде отворена во наредните 2 недели. Од Центарот за култура Бели Мугри во Кочани ги покануваат сите граѓани да ја посетат и да ги видат изложените слики. Со пригодна програма подготвена од учениците и наставниот кадар, основното училиште Страшо Пинџер од Соколарци го одбележа патрониот празник. Се представија учениците од 1 до 9 оделение со своји точки. Со одигрувањето на спортските надпревари и со свечена програма подготвена од учениците и наставниците, основното училиште Страшо Пинџер од Соколарци го одбележа патрониот празник. На приредбата настапи хорот со своји композиции, а учениците се представија и со инструментални композиции. Учениците за таа прилика беа подготвили и драма Силјан Штрекот, а оние од 1 оделение се представија со своји точки. Потоа беа изведени вокално-инструментални композиции на француски и англиски јазик и на крајот ученичката Стефани Стефанова од 5 оделение се представи со модерен балет. Денес имавме спортски активности заедно со учениците од основното училиште Климент Охридски од Облешево, а потоа организиравме и свечена програма која што се состоеше од настап на драмската секција, настап на училишниот хор, училишниот оркестар, настапија и малите ученици од 1 оделение од село Спанчево. Имавме модерен танц, а исто така настапија и нашите ученици од секцијата по англиски и француски јазик. По повод патрониот празник беше распишан и ликовен и литературен конкурс во кој што награди добија повеќе ученици. Делата беа изложени на изложба. Учениците од ово училиште постојано редат успеси и земаат високи награди на државни и меѓународни надпревари. Членовите на фолклорниот ансамбл Китка од Истибања се вратија од настап на светски фестивал во Анталија, Турција.
Фестивалот е посветен на големиот турски реформатор Мустафа Кемал Ататурк и на Денот на детето 23 април. Деновиве младите фолклористи на фолклорниот ансамбл Китка од Истибања се вратија од 20-дневна турнеја на светскиот фестивал 23 април Турска радиотелевизија во Турција. На фестивалот настапија ансамбли од сите континенти од светот, а македонски представник беше ансамблот Китка. Сите настапи беа пренесувани во живо на сателитските канали од Турската радиотелевизија. Фестивалот е посветен на големиот турски реформатор Мустафа Кемал Ататурк и Денот на детето 23 април. Целта на фестивалот е дружење и запознавање со различностите на децата од целиот свет. Фестивалот е под покровителство на државниот врв на пријателска Турција. Покрај настапите, децата имаа приеми и кај валијата и градоначалникот на 2-милионскиот град Анталија, како и кај председателот, премиерот и во големото народно собрание во Анкара. Секој дете доби вредни подароци на сите приеми. Покрај тоа, во парламентот од секоја земја по едно дете на својот мајчин јазик испрати порака за мир. Пораката од македонските деца беше "Дојдовме од Македонија. Символот на нашата земја е сонцето. Нека ги грее сите дечиња во светот." Но овде фолклористите на Китка од Истибања не застануваат. Веќе во недела и понеделник настапуваат на македонски фестивали во Инјево, Радовиш и Пехчево, а во среда заминуваат на голем меѓународен фестивал во Тулча, Романија. Од 6 до 8 мај на локалитетот кај Дабот во село Бели и годинава ќе се одржи космополитскиот собор Мактеон. 3 дена ќе се слави се што е македонско и ќе се чествува вистината завет за третиот милениум. Организаторите на Космополитскиот собор Мактеон и годинава ги повикуваат сите граѓани на заедничко чествување на се што е македонско. И годинава се очекува да присуствуваат голем број гости од земјава и странство и настап на разни друштва и организации. Славењето ќе започне од петок 6 мај. Целта на прославата е традицијата што постои кај овој народ пред христијанството, во паганско време и по христијанството. Кум годинава е поканет нохините волци од Скопје, моторџиите, нивниот председател Ленин Јовановски, кој пред година-две беше кај Путин, Владимир, и така стана, да не речам, наша икона. Главното случување е планирано за внедела на 8 мај на локацијата кај Давот во село Бели, кај манастирот Свети Илија. Според овогодишната програма во 10 часот се одржуваат спортски надпревари на фалангата со фрлање копја, камен, скокање и други дисциплини. Потоа е предвидена аудио-визуелна илустрација составена од сплет на народни ора, песни и игри и символично палење на огнот на вечноста со рецитал. Поздравот со молитва кон светлината е закажан за во 12 часот. Настапки имаат културно-уметнички друштва од повеќе градови од Македонија. Мактеон годинава финансиски е помогнат од повеќе донатори, спонзори и медиумски покровители. Следува спортската информација. Успешно беше реализиран великденскиот хуманитарен турнир во мал фудбал што го организираа учениците од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов. Во знак на благодарност од раководството на училиштето, на сите екипи им беа доделени дипломи за учество и покажаната хуманост. Иницијативата на неколкумина ученици од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов да организираат великденски турнир во мал фудбал се реализираше успешно. За нив и за останатите учесници беа доделени дипломи за одличната организација, а уште повеќе за хуманоста што на тој начин ја покажаа. Турнирот се одигра за време на празничниот викенд, а во просториите на Кочанското средно училиште се одржа пригодна церемонија на врачување на дипломите за учесниците. Учениците кои беа дел од организацијата на манифестацијата рекоа дека не било лесно да се спроведе во дело целата замисла, но задоволни се од постигнатото. Да, ово беше потешко сега, бидејќи ни е прв пат, па да се надеваме дека ќе биде полесно понатаму. Парите ќе бидат наменети за помош на Андреј Насевски од Пробиштип, на кој му е потребно помош за лекување во Кина и му се потребни 30.000 евра. Учествуваат 4 екипи, па се надеваме дека наредната година ќе поканеме повеќе екипи од останатите општини.
Од Средното општинско училиште Љупчо Сантов исто така беше искажано задоволство од активноста и хуманоста на нивните ученици, зашто и во иднина тие ќе добиваат поддршка за вакви и слични хуманитарни манифестации. Иако име прв пат беше одлично организиран, уште подобро поддржан, ние сме срекни што имаме такви ученици, особено на вакви хуманитарни акции по повод најубавиот христијански празник и се надеваме дека традицијата започнува и дека следната година ќе можеме да ги поддржиме повторно да организираат вакви турнири, а секојаш има потреба од хуманост. Според учесниците на Великденскиот турнир, победникот и не бил најважен, затоа што во прв план им било дружењето и спортувањето, а уште повеќе желбата да се биде хуман и да му се помогне на друг млад човек. Толку во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатна вечер. Довидување.